Благодарам, почитувам председател. Почитувам на колежка Еве от денес. Ефтина струя за домакинствата ќе има до 1 јули, а потоа не се знае. Знаеш кој изјави? Бектеши. От тука знам. Вашиот министр за економија. Вашиот главен, гуруто за енергетика. Значи, вашиот не зборам вас како личност, како СДСМ зборам. Да, ама вие, дозволете, не зборам лично за вас, зборам за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и за политиките кои вие тука ги презентирате. Значи, вашиот коалиционен партнер, Бектеши, Сабајле го изјавил. Жал ми е што не сте го прочитали. Ке ви беше појасно и немаше да реплицирате. Втор момент, финансиски план, с големини ставки за енергетика. Ај објасните ги. Како ќе ги објасните? Регулаторна комисија за енергетика. Значи, јасно е како бел ден дека цената на струјата ќе поскапи. Уште еден доказ, му спомнав и на почитуваниот Беслимовски. И 2020 година зборевте дека струјата нема да поскапне. После изборите поскапне. Еве ви 3 доказа. Сега, ако ова не ви е доволно на вас, вие може да си терате политика. Меѓутоа, на граѓаните на Република Македонија ова мора да и биде кристално јасно. Пред изборите, дека Бектеши кажува ќе се скапне струјата 1 јуни, дека регулаторната комисија си планира поголеми трошоци за електрична енергија и на крај краишта веќе имаме искуство од 2020 година. Толку околу цената на струјата. Околу кадарот вработен во регулаторна комисија за енергетика и водени услуги. Ништо немам против вработените. Да се разбереме. Меѓутоа, реков во мојот говор, многу имам против раководството. Многу имам против одлуките, затоа што одлуките не се носат согласно закон, се носат согласно политиките на СДСМ и ДУИ. Првим Бектеши ќе излезе и ќе каже, вака ќе биде, се она што претходно ќе го каже Беслимовски не важи. Тоа е проблемот. Тоа е класична политика. И јасна ни е приказната преди избори дека нема да скапне струјата. Околу објектот, ако нема употребна дозвола, 7 години сте на власт, тој објект не треба да постои. Или треба да направите да биде со употребна дозвола, или не треба статус кво. Уште помалку, ако нема употребна дозвола, со кое право купувате имот и како ќе дојдете до имотен лист? Како ќе добиете имотен лист? Ќе купите простор без имотен лист. Браво, бе, почитуван председател. Епа, не знам јас, закон за градба треба да добиете употребна дозвола и да може да продавате во објектот. А како ќе купите без употребна дозвола? Значи, кога ќе имате имотен лист, кога ќе го добиете, почитуван председател на комисијата, тој имотен лист? Па, значи, нема употребна дозвола. Ова година ќе добие употребна дозвола. Знаете тоа? Па планирате пари за купување во овој објект, кажавте, не во друг. Нема употребна дозвола, нема имотен лист. Како ќе купите? Лесно е да политизирате. Објектот е направен. Како што е направен? Го направил некој. Ако не е законски, треба да одговара. Ако не е функционален објектот, треба да се сруши. А немојте после 7 години приказки да расправате за мали деца. Многу се јасни работите. И повторно, се зголемува бројот на вработени, има потреба од простор. Ма нормално се зголемува пред избори, треба да вдомите некој таму од вашите. Тоа е проблемот. И затоа треба повеќе пари граѓаните да издвојуваат за регулаторна комисија. Од своите сметки фирмите треба да издвојуваат повеќе пари за да можат да се вдомат партиски вработувања. Тоа е тоа, многу едноставно. Благодарам.